Здравейте, момци, девойки и дечиня. Добре, още едно моля. И аз съм Кристиан. Днеска, момци, девойки и дечиня, ќе разборуваме за моят канал, углът на това цял канал нема, али имам песна кај мене на канал Жолта Каламба, official аудио. Епа, алдујан се златни моја вака, секундарно, моментално да ви известам. Значи, текстот и аз си го пишував. Битът ми е вземан от Musical.ly от YouTube. Не, битът е без копирайт, топ. Най-нов бит, най-нов текст и работа беше. Брат, имам текст, имам као бит, имам глас, само дай ми некоя да снимам. Чекање 2-3 месеци и то оваа песната Жолта Каламба ја планирам некои добри 2-3 месеци. Ја е помина тоа држа и буквално доаѓа пред мојот роденден, мислам дека беше, ако не се лажам. Пред мојот роденден бев кај братчет ми што е во Грача, а јас сум во Ченто. И буквално идем кај него и он се има нов компјутер, брат се заеде да си го користиш компјутерот. И има као компјутер, нов монитор, све живо диво. И ја буквално си ја носам текстот. Битот ми е синат на телефон и му викам, брат, ај ти да ми средиш аутотюн. What the fuck? Он на мене ќе ми среди вокали. Брат, вака не те веќам, ако си братчето, брат, пара година средна си, уште не знаеш од музика, додуше јас не знам од музика или колку толку се развивам нешто. И буквално се седнам јас кај него на столица, пушта на програма како се викаше бе, не знам нешто увезе со аутотюн беше, ми вика, братчет ми вика као, не знам што да букш, братчет ми вика као ќе читаш текстот и ќе пееш на микрофона ми, ќе нема монитор, компјутер и кукиште. И ми вика, вака ќе правиш. Ја добро, значи песната не е испеана професионално, снимана од втора пат. И буквално беше се на бразина правено, не беше онака као долго да биде работа на парик, туку беше само за 10 минути ја средивме и доаѓаме до прослушување на мојот аудио глас и аутотюнот што ми го ставаше братчет ми. И понешто помина тоа, ја пуштаме песната, сите го знаете текстот, Жолта Каламба, мирис на манго, јас сум кретен, по неја сум мислен, оно. И буквално на песната звучи кога да пеам вака. Жолта Каламба, мирис на манго, јас сум кретен, по неја сум мислен. Значи, јас стварно не знам зашто ја објавив таа песна. Значи, реално 29 прегледи и некои си 3-4 лайкови. Значи, за толку грда песна не ни вреди бе. Значи, боли ќе земам 3 гитарки у студио ќе снимам него ли вака да се заебам. Значи, ја не сум крив, братчет ми така го измиксал да ти имам као животна станица, украдена тига, значи ја не сум брат крив, значи он е крив, он местеше вокали, по ниско ја не сум крив. Добро, па сега може и јас сум крив до некаде, веќе ако ја работевме песната онака со проект, као долго да се чека, и да испадне тоа што испадне, ама беше што беше. И јас заев, и братчет ми заев работа. Така да, не знам, памтете, значи, јас песната ја планирав долго време. Идам кај братчет ми средува вокали, а вокалите испадна срање. И буквално немав што која песна да ја ставам на YouTube, и реков, хај, нека иде. И така настана снимањето, како настана снимањето на Жолта Каламба и буквално
Не ви лажам, значи майки ми 300, значи братчето ми 300 пати стисна стоп на битот, бидејќи јас се газам, овој ми го дава микрофонот, ја значи брат, ВТФ. И ама за следната песна што ги искача за некои си 2 до 3 месеци е многу јака, као сега не ми е тука телефонот да ви пуштам демо. Сега не ти да... возам пепси, пиеш кока-кола, немој ти на мене да ми дојдеш со дрога, Значи, пиеш пепси и кока-кола, ти баче немој на мене да ми дојдеш со дрога. Колку сум спаметен? Абе, ми фаќа боле за музика. Иначе, извинете ако ќе има као рокчиња, тоа е дека сам спиење. И тоа е тоа, момците, девојки, рече како настана снимањето на жолта кола. Значи, мајки ми не знам зашто ја објавив таа песна. Значи, грда е, значи, кринч 100 на 100%. Значи, џабе ќе ми викате дека песната е добра, која тоа е само лице. Значи, лично јас, мојата песна мислам дека е ебано срање, бидејќи 2 минути снимање, месење вокали никако, и буквално да дадев као повеќе труд за песната, можеби немаше да се сјебе вака, али тоа што е, што беше до мене направив, што беше до братчет ми направи, као искринџавме јас и он. И така да, тоа било тоа за видео. И не знам, останете ми во добра здравје, чувајте ми се од корона. И така. Кико до кај стигна братовичет да ти мести вокали и песната да испадне срање. Мали град, а странц не може да се знае, нема фајда од страничната структура, никој нема гале како, никој не интересира се додека има извор од каде да збира. Мисле сме будали, не сме будали, само сме нема ги... Боле ќе ја пеам на Орхан животна станица, која например животна станица, окрето на Тина, најмемот, ми е кул, јас сум лут или ми е лут. Значи, микс и мастер правеше братчет ми, текстот јас си го пишував и тоа е тоа. Да. Значи, цела песна, значи, живо дио, све си јавме, и бит и музика, значи, се не е вака. Денови треба да идам до него да сремуше нешто, и валја ќе испадне асално нешто. Така, братчет, пази се за ово ти враќам, дека, па, грешката не е наоѓам кај тебе, грешката ја правам во мене. Што си ми ти гриф кој ја ти треф да ми снимаш вокали? Да. Значи, песна наспана спонтано, јас требаше да идам кај братчет ми да однесам некои документи за детка ми, доаѓам со братчет ми, седнуваме на Гумитрово, и тоа е. Тоа би било тоа за ова видео. Ако ви се допадна, ставате лайк, се надам дека уживавте, гарантирам не уживавте. Така да, тоа е тоа. За следната песна што ќе искаче за 2-3 месеци, значи ја многу јака, како ми беше текстот? Пијам пепси, а ти кока-кола, ти на мене, браче, немој да ми дојдеш со дрога, ќе те возам, Шта е, брате? Шо е во работа, бато? Сега, значи, рапот на страна, сега ќе земе нешто така српско. Значи, рап песните се на страна. Сега да ме чуете мене. Она ми е срце сломила, она ме у црно зави.